Владата почнува диалог со УНЕСКО на највисоко ниво. 4 месеци пред годинешниот извештај на организацијата, министрите Николовски, Муцунски, Љутков и Хоџа, заедно со градоначалниците на Охрид и Струга, ги презентираат активностите со кои државата се бори да го зачува статусот на Охридскиот регион како природно и културно наследство. На агендата се средби со генералниот директор и други високи представници на УНЕСКО. Очекувам овие 2 дена да ги добиеме гледиштата и погледите на одговорните луѓе во оваа значајна меѓународна институција и после тоа секако кога се вратиме дома да работиме на имплементација. Не зборуваме за ставање било кој дел или целиот Охридски регион под било што, зборуваме за една комуникација, диалог кој што го почнуваме. Иначе одлуките УНЕСКО ги носи еднаш годишно. Тоа е на годишното собрание кое што обично се случува на крајот на јуни. И ние затоа од сега сакаме да ја фатиме работата, за не се случува као претходни години, да кога ќе дојде извештајот во јуни, тогаш да се санираат одредени работи или да се бараат одредени решенија. Затоа уште во февруари доаѓаме за да имаме време до јуни заеднички да работиме. УНЕСКО минатата година не го стави Охридскиот регион на листата светски наследства во опасност. Наместо тоа и даде рок на државата уште една година да се справи со претераната урбанизација и нелегалните градби. Дека во градот владее целосен урбанистички хаос потврди последниот извештај на државна ревизија за 2024. Општината нема урбанистички планови за 20 населени места. Не се превземаат мерки за отстранување на бесправно изградени објекти, особено во заштитените подрачја. Урбана опрема се поставува без дозволи, платени комунални такси, детектираа ревизорите, додека од општината тврдат дека постапуваат по нивните препораки за надминување на ваквите неправилности. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.